Добро иде за Радмила Шеќеринска, подпредседател на СДСМ. Госпоѓа Шеќеринска, се одложија изборите, но агонијата очигледно дека продолжува, особено по спротиставените ставови на Заев и на Груевски. Како рече Груевски дека јавно изјави веднаш по собраниската седница и одложувањето на изборите, нема преговори, нема нови извештаи, нема ново одлагање на изборите, додека Заев и вие се разбира велите дека преговорите мора да продолжат, реформи мора да има, доколку сакаме да одиме на избори. Односно, вие сакате да одите на избори на 5 јуни. Уште од минатата година нашиот став е многу познат. На крајот оваа криза мора да се реши со избори. Меѓутоа, за да се реши кризата, тие избори не смеат да бидат повторно криминални, корумпирани и манипулирани. Фер и демократски избори се решение за проблемите во Македонија. Да. Меѓутоа, минатата година се договоривме што тоа значи. Тоа значи изборна реформа, тоа значи нов состав на Државната изборна комисија, тоа значи чистење на избирачкиот список, тоа значи слободни или барем реформирани медиуми. Без овие услови, сето што ќе се направи ќе биде повторување на криминалните избори од 2013, 11, 14. И на такви избори не одиме. И такви избори не одиме. Макар биле на 5 јуни било кога. Да, она што стана јасно во целиот овој период е дека единствената партија или структура која што не сака да оди на фер и демократски избори е ова од власта. И затоа тие го одложуваат целиот овој процес. Ние добивме Државна изборна комисија со 5-месечно задоцнување, не заради опозицијата, не заради меѓународната заедница, туку затоа што ВМРО ги влечкаше преговорите. Тие всушност сакаат да имаат привид на избори, а не да имаме фер и демократски добро, избори. ајде да одиме Она што околу стана Груевски. јасно околу Добро. изјавите Да. е дека Груевски кажа многу работи. И ниедна не испадна по негово, не заради тоа што политиката во Македонија треба да биде разговор на тврдоглави, туку заради тоа што пред фактите и оние кои што мислат дека се богови, како Груевски, мора на крај да замолчат. Добро, ајде околу Груевски. Тој тврди дека меѓународната заедница му дала некакви гаранции дека нема да има преговори, странските амбасадори, дека нема да има нови извештаи, ново одлагање на овој датум. Велите дека не ја говори вистината Груевски? Нема да му биде прв пат. Како велат, кој лаже, тој и краде. Во овој случај и двете работи сме ги виделе на дело. Груевски ја лаже македонската јавност 10 години. Исто како што краде од македонскиот буџет 10 години. Меѓутоа, на оваа тема не беше неопходно ние да излеземе и да кажеме Груевски не ја говори вистината. Доволно беше да се гледаат реакциите на сите, кои што тој ги нарекува меѓународна заедница, и да се види дека истите работи остануваат на маса. Уште во јануари, кога дојде овдека Хан, нашата позиција беше многу прецизна. Прашањето не е кога ќе бидат изборите. Ние сакаме час поскоро да се оди на избори. Прашањето е кои услови треба да бидат задоволени за тие да има избори. За да има избори. Да. И еве го, например, дури Ховид имаше реакција Хан, кој што Дури и ВМРО Хан. ДПМН 600 пати сакаше да го цитира во минатото, сега нешто не го цитира. Хан вели продолжуваме да дискутираме медиумските реформи се дел од изборниот процес. И да не заборавиме, еве го пред мене е договорот во Пржино. ВМРО ДПМН се труди да ги убеди македонските граѓани дека никој од нас не треба да чита. Оти ова е јавен документ. И стои, медиумските реформи во Македонија требаше помеѓу четирите партии во август да бидат договорени. Кој ги одлага изборите? Тој што ги одлага медиумските реформи. Август минатата тоа е година, август добро. минатата. Ајде да видиме што изјави американската амбасада на барање на нова, на прашање на нова, дали продолжуваат преговорите, прилично долг одговор, но суштината само ќе ви известам. САД и ЕУ ќе продолжат да разговараат за медиумските реформи, се вели, со партиите. Се разбира, партиите се оние кои треба да одлучат за напредокот, но велат дека продолжуваат разговорите и преговорите. Мислам дека не ни требаат само странци да ни потврдат дека она што стои во документи, што е подпишано, меѓутоа добро е и тие што го... Заради тоа што Груевски изјави, кој е вашето искуство со странските фактори? Дали некогаш воопшто било споменато дека прекинуваат преговори? Апсолутно не, заради тоа што на сите им е јасно и на нас не е јасно дека
македонските медиуми нема преку ноќ да станат слободни, објективни и независни. Не знам што да се договорат партиите, ќе треба време да го, ако го заразија медиумскиот простор, ќе треба време тој медиумско простор да се залечи. И тоа нема да се успее со 2, 3 или 5 законски измени. Меѓутоа, од негде мора да се почне. И заради тоа медиумските реформи, кои што се дел од изборниот процес, мора да се третираат пред изборите. Јас само ќе ги цитирам некои извештаи кои што се однесуваат на прашањето дали една држава е демократска или не. Ако не се лажам, Freedom House, кој што обично излегува со објасненија, еден од 5 услови за да една држава се смета за демократска е нејзините граѓани да имаат пристап до објективни, различни мислења. Во Македонија тоа е една од причините зашто веќе не се броиме во слободни држави. И сега, ако тоа не го решаваме, што ќе решаваме? Без слободни медиуми, во државата се оди наопачки, според моје длабоко мислење. Целата криза во Македонија, не оваа од минатата година, Македонија е криза веќе неколку години. Целата криза започна со упадот на власта во медиумскиот простор. Едниот упад беше со многу пари и со медиумска корупција, вториот упад беше со затварањето на неколку медиуми практично со еден потрес. Критичари на власта. Да. Значи, тоа што се сруши за кратко време, нема да може за кратко време да го решиме, ама мора да се почне. И добро е и оваа изјава да ги прекине дилемите, дека некој, вклучително и Груевски, може да си го земе овој пржински договор или било кој друг и да си вика, оваа реченица ми се допаѓа, нејзе ќе ја спроведувам, оваа не ми се допаѓа, ќе ја заборавам. Нема заборавање. Извештајот што дојде од страна на ЕУ и на САД за 24 април, а кој се базираше на она писмо кое го пратија двајцата амбасадори до Димитриевски, до сегашниот премиер, вели вака: за 3 теми испитуваме дали можат изборите да бидат фер и демократски. Едната е избирачкиот список, втората медиумските реформи, третата двоење на партија од држава. И сега како преку ноќ овие работи да станат небитни. Еве го соопштението на германскиот МНР. Уште пред да се донесе одлуката во собрание, значи неопходно е да се обезбедат услови за фер и демократски избори според европски стандарди. Сите беа многу експлицитни и ВМРО ДПМН пак бега, пак тврди ние не попуштаме како што не попуштаа минатата година. Меѓутоа, веќе не се во позиција тие да го диктираат темпото. Добро, да, странскиот фактор очигледно дека се принудени сите да го проголтаат фактот дека мора да го диктира темпото. Јас не се согласувам дека меѓународниот фактор не, го диктира темпото. Дека не го диктира. Па еве, ајде да се вратиме назад во јануари месец, средината на јануари, кога беше тука и европскиот комесар. Во тој момент се уште Европската комисија мислеше дека може да се стигнат роковите. И имаа дилеми дали ние ја говориме вистината кога велиме дека нема услови за фер и демократски избори. Да. И позицијата тогашна беше дека се уште има шанси. Ако оставиме, како граѓани се зборувам, не само како представник на СДСМ, ако оставиме некој друг да ги вади врелите костени во наше име, никој нема да игра жртва. Прашањето е, Македонија мора да испрати граѓаните, политичките партии, оние активни луѓе во јавноста кои што прават притисок, тие го диктираат во моментот темпото. Меѓународната заедница не сака, а и мислам дека и ние не треба да сакаме таа да ја држи палката. Меѓутоа, во одреден момент меѓународната заедница знае да се приклучи на одредени позиции кои се објективни. Да избере дали морковот или стапот, но мене ме интересира и го споменавте и Хан и неговите ставови. Имате ли објаснување за последниот негов твит, практично тој обраќање кон јавноста во кој вели дека се неопходни реформите во медиумите? Претходно имаше лавина реакции кон Хан, особено кон неговото интервју во Капитал, кој рече дека има услови за избори на 24 април. Што се случи во овој меѓу период? Она што ние го знаевме, бидејќи сме внатре во институциите, го дозна и Европската комисија, која што требаше да направи објективна анализа. Со задоцнување и со големи разочарувања. На ВМРО страната. Да. Мислам дека многу е важно Европската комисија во Македонија да го има тој имидж на институција која што е објективна и институција која што ја говори вистината врз основа на објективни анализи. И тоа го направија.
И јас не мислам дека е во политиката грев и минус да се промени мислењето ако фактите говорат дека се на другата страна. И да се направи лоша проценка, можеби. Сите ние правиме лоши Добро. проценки. Битно е на крајот да се носат вистински заклучоци. Да. Јас мислам дека одлуката ЕУ и Соединетите Американски држави да ја земат обврската да направат длабинска анализа беше добра политичка одлука и мислам дека таа им даде шанси на сите политичари во меѓународната заедница да знаат дека не одбираат страна. Не ни треба нас ниту Хан, ниту било кој друг да рече сега сум на страната на СДСМ или на ВМРО. Не, ни требаат луѓе кои што ќе ги гледаат европските стандарди, европските вредности и ќе кажат дали нешто е дел од тие европски вредности или не е. Фактите беа многу дека не можат да се постигнат условите за фери демократски избори. И едноставно тоа не беше став на СДСМ. Тоа беше став на сите оние кои што на меѓународната заедница која излезе пред тоа беше став и на граѓаните. Добро. Пред да дојде да излезе меѓународната заедница со таков став, 80 па уште 20 невладини организации кои се активни во Македонија излегоа со анализи. Тие први кажаа дека не се исполнети условите. Така што јас мислам дека за да си ја градиме нашата самодоверба како нација, како држава, како луѓе, како граѓани, треба да кажеме овој пат, да, меѓународната заедница реагираше, заради тоа што реагираше и Македонија. Добро, да, за разлика од прашање, вечно прашање околу Македонија дека е таа протекторат кога странската сила се вмешува, но се чини дека е неопходна, особено во вакви кризни моменти, и рамковниот договор или анкетната комисија после 24 декември, но сега е важно луѓето кои не доведоа во ситуација да ни треба некој да ни помага, се тие што сега критикуваат што се мешаме. Па да немавме, Македонија не требаше да биде во ваква ситуација. Денеска Македонија требаше да биде земја членка на Унијата. Ние на други да им кажуваме како треба, а не кај нас да доаѓаат и да ни даваат совети. Ова политичка елита, ВМРО ДПМН, ДУИ, целата таа структура околу Груевски не доведе во ситуација Македонија да биде во сериозна криза со целосно изгубен компас, непочитување на правна држава, изгубени европски вредности. И сега не биле криви тие што не довеле на ова дередже, сега криви се странците затоа што се трудат да помогнат да излеземе. Тоа е лажната дилема. Пред неколку сати видов дека некој на Facebook постирал видео од последното интервју на Чаушеску. И искрено речено не го гледав, но ги прочитав текстот. Тезите со кои Чаушеску сака да ја одбрани својата недемократска власт се тезите кои за жал ги слушаме сега од владеачката партија. Треба да го штитиме, ние го штитиме суверенитетот на државата. Тие го уништија суверенитетот на Македонија. Чаушеску вели сите цел свет се свртел против Романија. Груевски е тој кој што сака да не внесе во таков еден филм дека целиот свет е против нас. Вие верувате дека Груевски не мисли искрено дека цел свет е против нас, дека не мисли дека народот е со него? Не, тој мисли дека како оној Луи дека тој е државата. Кога не се согласуваме со Никола Груевски, не се согласуваме затоа што ја сакаме Македонија. Кога се буниме против неговите политики, ние како граѓани, како политичари, се буниме против политиките затоа што сакаме нашата држава да биде успешна, затоа што сакаме да не и требаат странци да ги решават кризите. Државата не може никогаш да се идентификува со власта. Не, само во главата на Груевски, затоа што тоа му одговара за пропагандни цели, само во неговата глава постои знак на еднаквост. А тоа е знак дека работите забегале далеко од нормалност. Што сакате да кажете? Околу нормалноста. Не сакам да ја испратам таа порака. Мислам дека огромен е проблемот што еден политичар кој срасна со својата партија и со државата, мисли дека секој кој што ќе му се спротистави на него и на погубните политики, дека тој треба да го дефинира како државен непријател. Тоа е одлика на сите лидери кои што знаат дека изгубиле поддршката. И тогаш мора да ја користат и да ја злоупотребуваат земјата, а всушност да го бранат своето корумпирано владење. Добро, ајде околу преговорите ме интересира, ќе одат пак со Бели и Сора, Ван Хојте веќе тој стана персона нон грата за ВМРО ДПМН,
И воопшто предпоставувам дека нема ни да седне на идните преговори. Веројатно и му завршува и привршува и мандатот. Иако се говореше дека ова ќе трае со месеци, мислам на неговата олеснувачка улога. Ова е, да кажам, второ прашање кое што зависи од страна зависи од оние кои што одлучуваат за таквите мандати. Но не би требало Европската комисија го повлече. Што мислите вие? Она што е клучно е дека мислам дека тоа е тука 3 години. Имаше периоди кога ВМРО ДПМН во небеса го креваше. Затоа што мислеше дека на тој начин ќе покаже дека нивниот став е исправен. Мислам дека ЕУ улеснувачот ја има истата судбина како многу луѓе во Македонија. Добри се, супер се, нема никаков проблем, се додека не кажат едно зборче што не им се свиѓа на ВМРО ДПМН. Тоа што им се случи на новинарите во Македонија, да бидат оцрнувани од власта, тоа што им се случи на невладините организации во Македонија, тоа што им се случи на студентите што протестираат по улици, и тоа што во 10 години се случува на опозицијата, сега го сврта и кон странците. И Питер Ван Хутен не е прв. Не е прв, затоа било. Имаше неколку амбасадори и амбасадорки. Мислам дека може да биде сигурен дека бил на вистинската страна и дека го погодил тој автократски нерв кој што секоја власт од кој секоја власт мора да се откаже. Клучно е дека преговорите ќе продолжат без разлика на форма. Добро, но ме интересира дали сметате дека треба да биде повлечен токму во вакви околности. Европската комисија го повлече откако беше нападнат и буквално немаше повлекување во ниеден случај немаше официјално повлекување. Колку што имам информација, неговиот мандат и бил до крајот на февруари. Меѓутоа мислам дека посуштинско прашањето е дека кој да е на масата. Тие се проблемите кои што треба да се решаваат. А ВМРО нападот врз Питер Ван Хутен, знаете од што е предизвикан? Сакаат било каква рачка, само да немаат преговори за медиуми. Значи, живот даваат, медиумски реформи не даваат. И тоа е затоа што се свесни дека единствената полуга која се уште им функционира е пропагандната машинерија со пари на граѓаните на Македонија. И знаат дека ако тоа го изгубат, се ќе отиде по ѓаволите. Значи, обидот да дискутираат за медијаторот, наместо да дискутираат за тоа што е на маса, е обид само да се избегне темата. Има ли рок за медиумските реформи? Тоа никому не му јасно. Има рок. Тој рок беше август минатата година, одамна е поминат. Меѓутоа, секој изгубен ден ги доведува во прашање. Пропаганда според вас. Така е, ги доведува во прашање сите други работи. Погледнете, ВМРО да не го блокираше, да не ги блокираше медиумските реформи. Да не ги блокираше темите како Државна изборна комисија. Ние, Македонија, ќе можеше да оди на избори на 24 април. И јас тоа сакам уште еднаш да го повторам. Единствените кои се причинители за ова одлагање на изборите се ВМРО ДПМН. Зошто? Заради тоа што сакаат да се оди на избори, а ништо да не се промени претходно. Добро, има две стапици кои мене барем така ми изгледа дека му се направени на Груевски. Првата со 24 април, кога беше принуден да даде оставка. И сега втората ме интересира, таа може различно да се протолкува, но 5 јуни е во прашање. Сметате ли дека следнава стапица е поврзана со Катица Јанева? И со некакви нови кривични пријави, можеби, во кои ќе биде вклучен и Груевски. Значи, ова е прашање. Сметате ли во вашите анализи дали влегува и вакво можно сценарио? Од вакви стапици, нека се плашат тие кои 10 години ги кршеле законите на оваа држава. Изборниот календар нема врска со правосудниот календар. Меѓутоа, сега гледаме... Но се поклопува. Да, сега гледаме дека луѓето во власта се сериозно исплашени, не од специјалното јавно обвинителство, туку од купчињата очигледни докази кои што покажуваат дека денеска на власт имаме луѓе кои не добиле мандат од народот. Тие нека даваат реклами 100 пати на ден да одлучи народот. Тоа што се случило во 2013, 2014 и 2011 во одредена мерка, тоа било всушност нивно зимање на одлуката од рацете на народот и ставање во раце на еден министер за внатрешни, министер за транспорт, генерален секретар на влада, најверојатно и Груевски.
И сега трката е како да ги повторат истите изборни криминали, а при тоа да не одговараат за претходните. До 5 јуни се разбира дека многу од овие работи ќе бидат повидливи. Доволно е сега да ги чуеме и рочишта ќе има, предпоставувам, за Титаник и така натаму. Меѓутоа се гледа дека власта е во трка со време. Она што се случува сега со Уставниот суд, скандал. Она што се случува со молчењето на Иванов, тоа е втор скандал. Денеска Иванов може да ги расчисти сите дилеми околу овие и да се обрати прв пат на нацијата, вистински, и да каже што и да одлучува Уставниот суд си е негово, не можам да им се мешам, ама јас однапред кажувам, нема да амнестирам никој кој што ја украл волјата на народот од самиот тој народ. Видете, легитимитетот и на председателот Иванов и тој е доведен во прашање. Да. Меѓутоа сега може да каже не бев јас дел од таа одлука и еве на овој начин ќе се оградам. Ако продолжи Иванов да молчи, тоа ќе значи дека и тој бил буквално дел од сценариото на кражба на избори. Кражба на избори кои што му дале незаслужен и нелегитимен мандат, тоа е јасно. Добро, ги споменавте купчињата докази кои се во рацете на Катица Јанева и 1.050.000 ли можеби беа кои ги донесе лидерот на СДСМ Заев. Овие денови слушнавме една така наречена бомба која беше прилично невкусна, предпоставувам дека сте ја слушнали. Не ја слушнав, ама прочитав. Да. Која изгледа навистина вулгарно и срамно, би рекла, и прстот се вперува сега во вас. Се однесува на разговор на собственикот на Сител со уредникот главен Драган Павлович Латас, кој е навистина приватен разговор на две лица, веќе не станува збор на луѓе кои имаат некаква јавна функција. Кој е вашето објаснување? И кажав, прстот беше вперен кон СДСМ, дека вие всушност сте го пуштиле тоа како еден вид одмазда на интервјуто Заев со Латас. Ајде да бидам многу прецизна. И вчера кажавме, и денеска ќе повториме. Оваа снимка никогаш не била дел од бомбите кои што сме ги доставувале и ги образложивме пред јавноста. И не сме имале ниту една причина зошто нешто што не сме го пуштиле во јавност минатата година, кога пуштавме многу разговори со вистинска причина, со вистинска аргументација, зошто тогаш, ако сме сакале вакво нешто да пуштиме, зошто тогаш не сме го пуштиле. Водете сметка дека снимката беше пуштена еден ден по одлуката на ВМРО, ДПМН и ДУИ да се посипат со пепел и да го направат тоа што месец и пол тврдат дека нема да го направат. Сега да кажете дека е дефокусирање на јавноста и апсолутно не, и обид кукавичјето јајце да се пресели. Имавме многу чувствителни материјали и ниеднаш не ја погазивме црвената линија. Сега апсолутно не би имале интерес тоа да го направиме, поготово кога темата е дека власта мораше да ја признае вистината. Второ, да не заборавиме дека снимките кои што ги имаше опозицијата се снимки кои што се само мало парче од материјалите кои што му биле на тацна на Груевски и на Мијалков. Зошто тие не ги предадоа материјалите кои што ги поседуваат до специјалното јавно обвинителство е прашање кој друг треба да им го постави. Тие велат дека не прислушкувале и дека немаат што да предадат. Лека полека се покажа дека тоа не е точно. Значи се докажа дека материјалите кои што се снимани од страна на опрема во МВР. Но тоа не значи дека тие подпишале. Тоа добро излезе на виделина, меѓутоа јас не сакам во тоа да навлегувам. Фактот дека во самите разговори кои што ги пуштивме се слушаше како организираат прислушкување, како едниот на другиот даваат налог да провери некоја работа на тој начин што ќе им го провери телефонот. Значи јасно е дека тоа го правеле. Никој не предаде материјал кај специјалната јавна обвинителка, а ова се случува 2 месеци од како ние ги предадовме материјалите. Значи сакам апсолутно да се оградам и бараме ќе бараме од сите надлежни институции оваа снимка, пуштањето нејзино во јавност е кривично дело. Вклучувајќи го и министерот за полиција кој е апсолутно да, иако генерален секретар на СДСМ. Како вклучувајќи го, мислите да ги повикуваме? Апсолутно да.
Значи, нас ни треба истрага, како што се водеа истраги, кој пушта незаконски ПИМ мерки во јавност. Сите тие истраги треба да се завршат. И ова уште повеќе. Значи, законот и претходно и сега е многу јасен. Не е кривично дело да пуштиш разговор, ако во него нема никаков јавен интерес. Нема криминал, нема официјални лица, злоупотреби. Освен И пазете сега, ако во тој период, кога сите слушаа бомби, ако тогаш сме покажале дека не подлегнуваме на таков тип на политички интереси, зашто сега тоа би го правеле? И истрагата ќе го потврди тоа. И заради тоа посакуваме таа час поскоро да се случи. Во Македонија не може на ваков начин да се злоупотребува како што ја злоупотребувале МВР, ама не може и да се злоупотребува јавноста на начин на кој што тоа е направено овие 2 дена. Добро, ова е вашето обраќање или ќе имате некакво официјално соопштение? Имавме ние неколку прашања и на сите нив официјално соопштивме кој е нашиот став. Добро. Уште вчера тоа беше актуелно. Околу улогата на Дуи која е интересна, имате ли објаснување што ќе се случува во овој период? Сега му свртеа грб на Груевски околу 5 јуни. Претходно се говореше дека исто така му свртеле грб за време на Прежинскиот договор, кога Груевски сакал веднаш да се распушти парламентот. Јас не сум политички аналитичар, овдека сум и во име на СДСМ. Добро. И ичпа не сакам ниту да ги коментирам или да ги анализирам што сакале Дуи да кажат, поготово кога не се тука. Тоа си е нивна политика, нека си ја образлагаат. Факт е дека владините партнери често пати знаеа на непринципијални позиции да соработуваат и едно да кажуваат во јавност, друго да кажуваат зад затворени врати. Во оваа ситуација мислам дека Дуи ја прифати реалноста побргу од ВМРО ДПМН. Тоа беше големата разлика. Кога го видоа извештајот на меѓународната заедница на маса, не можеа да продолжат да глумат дека ништо не се случило. Инаку и нивните позиции беа многу цврсти. 24 април и не попуштаме. Тие порано се посипаа со пепел, а по моje скромно видување, сега зборувам и лично, ВМРО ДПМН последните неколку дена глумеше дека нема намера да ја сакаше тоа посипување со пепел и таа промена на одлуката скапо да ја наплати. Само тоа беше целта на ВМРО ДПМН и затоа се чуја различни предлози. Скапо да ја наплати во кој смисол? Ако се довеле самите во неодржлива ситуација да закажуваат избори, а ништо не е завршено, сами треба од таа ситуација да се извлечат. Нивните барања до СДСМ беа во најмала рака смешни. Добро, а кој е вашиот коментар што Ахмети јавно му заблагодари на американскиот амбасадор Бејли? Може да се толкува различно, има и вакви толкувања, реакции дека сам се спасува, се обидува да се спасува, иако судбината на Ахмети сигурно не е во рацете на Бејли, но после оние документи кои излегоа и сведочењето на Богоевски за Телеком, веројатно сака да ја добие милоста на Америка, макар и на овој начин. Велам, тешко е да се процени што пресудило, меѓутоа факт е дека Дуи се потешко пред своите гласачи може да го оправда своето поведение, правам што ќе каже Груевски и терам во таа насока, а при тоа да бранат дека се за Европска унија и за НАТО. Често пати сака да седат на двете столчиња. Во оваа ситуација мораат да изберат за што се, дали се за почитување на тоа што е договорено Европска унија, НАТО, услови за фери демократски избори, или ќе го продолжат бракот од интерес и на таа тема. Овој пат одлучија така како што одлучија. Ајде околу топ темата која сте за ВМРО во последните и пред неколку години имаше таква информација за станови кои се однесуваат на вашиот сопруг. Веднаш после интервјуто на Канал 5 излезе повторно таа информација, ваше интервју со уредничката Богатинова, зашто вие, како рековте на социјалните мрежи, што ќе се случи ако одев на Сител, на Кирканир можеби ќе и поднесеа кривична пријава. Кога станува трагично, најлесно е да, или најздраво е, барем за менталното здравје, да се обидете и да се насмеете на таа сметка.
Фактот е еден. Случајот кој што го отворија во 2013 година, кога во Македонското собрание поставив пратеничко прашање до Груевски околу непријавениот имот на неговиот брат, учети шеф на тајната служба. 2 дена антикорупцијска комисија молчеше за тоа, третиот ден одлучи да покрене истрага за мене. И тоа го вергла Што ви владени најдоа во тој медиуми. Ништо не успеа, се трудеа, стварно 10 години се трудат. И ова е резултат на немоќ. Да можеш едно нешто да ми најде потпис, печат, било какво, еден денар што сум го злоупотребила, искористила, украла, до сега на друга адреса ќе бев одамна. Меѓутоа, бидејќи не можеа, само ќе отворат случај кој што ги терале една година, обвинителство заклучило дека нема елементи на кривично гонење и заборавиле на тоа, за да сега после интервјуто наеднаш се обнови. Ова што мене ми се случувало, лошо е кога наместо напад врз вас ќе ви го нападнат семејството, тоа ве прави малку по нелагодно да гледате, бидејќи некој друг го плаќа цехот за тоа што сум активна политички, меѓутоа тоа што мене ми се случувало е многу слично на тоа што се случува на вас и ваши колеги, тоа што се случуваше на студенти, тоа што се случува на многу невладини организации, сите кои што решиле да не им се плашат. Целта им е, ако можат да не уплашат, да не замолчат, ако можат да не натераат, да се занимаваме со нешто друго. Меѓутоа, мислам дека тоа време помина. Мислите ли стана јасно дека сето тоа е само пропаганда и притисок за да сите си се вратиме во нашите дупки, да си ќутиме и да гледаме што и се случува на Македонија. Мислите ли дека тоа е време поминато? Како изјави министерот за внатрешни тука во Нова, кога имавме интервју Оливер Спасовски, вели не би се изненадил ако ВМРО почне да апси. Се разбира, мислејќи на она мрежа која поседуваат суди, обвинители. Ништо не ми е невозможно. Меѓутоа, тоа ќе биде не знак веќе на нивна сила. Тоа ќе биде знак само на нивен страф. До сега, затоа велам тоа време е поминато, до сега многу луѓе во Македонија се плашеа од власта. Времето се смени. Завршија како политички затвореници. Да, власта почна да се плаши за себе. А власта се плаши за себе не заради тоа што некој вели дека, не знам, институциите сакаат да се одмаздат на луѓето во ВМРО ДПМН. Не, власта се плаши затоа што знае колку работи незаконски ги направила. И ние не знаеме што све направиле незаконски. Добра, ама тие седат и мислат што све подпишале. Што све каде криеле. На кој начин ја злоупотребувале својата функција. Во политиката, прво, ништо не е вечно, и второ, сметката на крај доаѓа на наплата. Мислите дека доаѓа на наплата? Како, имате ли објаснување како ќе се смени оној клиентелистички однос на судиите кон власта? Еве гледаме со примерите за притвор за кои СЈО реагираше, мислам, СЈО кога велам Катица Анаве. Јас сум убедена дека овие дел од овие аргументи можда и сте ги слушале на интервјуата, ама сакам да ги повторам затоа што во глава треба да ни се врежат. Еве две бројки. Едната е бројот на мерки за притвор кои што ги побарало претходната година, 2014 ми се чини, обвинителството за организиран криминал. 278 побарале. Од тие 278 барања, 275 биле прифатени од судиите, а само за 3 наместо притвор е даден куќен притвор. Да. Значи немало барање за мерка за предпазливост која не е прифатена. Што ќе се случи? Значи имате ситуации кога, не знам, ситна кражба завршила со притвор. Зошто верувате дека ќе има промени тогаш? Овдека имате изборна кражба, вели злосторничко здружување, тоа криминално здружување да се крадат изборите. И вие немате ни еден притвор. Тоа покажува каква е состојбата со судовите. Ама да не беше таква состојбата, немаше ни да дојдеме до оваа криза. Чорапот почнате да се рони. Значи, дел од сведоците, според пресконференцијата која што ја слушавме сите, веќе кажуваат на кој начин биле притиснати, со што биле уценети, што им било кажано, какви инструкции добиле. И сега многу луѓе во администрацијата, на пониските позиции, велат, утре мене некој ќе ме товари кривично,
а овие министриве кои што ми ги даваа наредбите ќе се избегаат или ќе се спасат. Велите стравот за Истата себе логика, ќе... истата логика е и во судството. Да. Во моментов еден од предметите, ако не се лажам, за 3 или 4 судии на управниот суд. Јас сум убедена дека во суштина луѓето се разумни суштества и дека многу луѓе сега и во судството се седнале и размислуваат, не сите. Да ја спасат кожата. Не да ја спасат, да играат така како што кажува, да носат одлуки така како што кажува законот, не да се продаваат, не да се репродаваат. Спасувајќи ја собствената кожа, ќе... Еве втората бројка, не бројка, туку податоци кои што сакав да ги кажам. Последниот закон, кој што Уставниот суд донесе одлука да го падне за законот за помилување, иницијативата за да се преиспита уставноста на овој закон, кој што е донесен во 2009, иницијативата е поднесена на 5 февруари. Дадена на работа и на 8 февруари. Дописот до собрание е пратен на 10 февруари, мислењето од собрание е добиено, замислете, следниот ден. Се сеќавате ли кога вие сте пишале барање до некоја институција и сте добили одговор за еден ден? Да. Добро, ова е институција, да кажам, ама ни тогаш тоа не се случува. Предметот готов, пазете, закон од 2009 за помилување. Решен е за 7 дена. Предметот од страна на судијата. И не е случајно тоа што веќе луѓе излегува на улица и со име и презиме ги кажуваат судиите кои што се довеле не само во срамна ситуација да носат одлука ваква, туку тоа да го прават на најапла начин. Да ги понижат и нив и Уставниот суд. Зошто? За да председателот може да дава помилување на педофили, на изборни измамници, односно изборни кражби, да дава, пазете, за кривични дела против човечноста и меѓународното право, за пуштање во промет на наркотични дроги. Па пред неколку месеци имавме закон за амнестија во собранието, општа, за сите намалување на казната. И беше отфрлен. И ВМРО ДПМН велеше, зар ке пуштите луѓе педофили да излезат на... Сега со оваа иницијатива и тоа се овозможува. И тие сега 5 судии ќе треба да излезат и да погледат во очи на сите околу нив. Зошто? Заради тоа што законот, целата иницијатива е тргната од моментот кога стана јасно дека во оваа држава некој ќе треба да одговара за кражба на изборите. Да не заборавиме, во извештајот на ЕУ, во така наречениот ПРИБЕ, извештај на ПРИБЕ, стои пред наредните избори мора да се истражат нерегуларностите од претходните. Со ова се испраќа пораката кради пак на избори. Ќе дојде Иванов или некој како него и ќе ти даде помилување. Значи, паѓа во вода целата теза дека ВМРО ДПМН е за фер истрага, кога Но може би имало кривични пријави и за останати дела, не мора само значи, да има. Затоа велам, чорапот тргнал да се рони. Сега луѓето сите за кои што трае истрагата велат, можда јас ке заглавам во затвора, некој друг ке се спаси и нема да биде фер затоа што јас бев помалку крив. Кога така ќе почнат кога така размислуваат луѓето, тоа покажува дека браната која градеше ВМРО ДПМН е долги години, брана изградена од пари на граѓаните, од корупција, од криминал, од злоупотреба, попушта. Прашање е на време. Само кога ќе тргне правната улица на вода. За неколку месеци тоа тешко. Покажува... Ништо не може да се, ништо во оваа држава не може да средиме за неколку месеци. Немаме дилеми. Ама ако се испрати пораката до секој прво граѓанин, ама и до секој што е во политика, дека утре ќе одговараш, можда ќе одговараш. Сите ќе почнат поодговорно да се однесуваат. Корупција и криминал постои во секоја држава, немам дилеми. Ама постои страф дека ќе бидеш фатен. Во Македонија кај власта престана да постои страф и срам. Тоа искуството го се должи на искуството, господјо Шеќеринска. До сега не сме имале висок функционер кој завршил во затвор. Ние со проектот Вистината на Македонија покажавме дека во оваа држава, ако сакаме да имаме истрага, нема крај на истрагата да бидат двајца-тројца извршители. Туку дека целата таа пирамида на криминал навистина почнува од врвот. И ако немаме таму стоп на криминал, ако нема одговорност, нема да имаме ние
Македонија излезена од криза. Интересна беше пресконференцијата на Катица Јанева и незината изјава дека се истражуваат и Телеком случаите, но и Надеж. И веднаш имаше реакции во јавноста и анализи дека Катица Јанева не би застанала всушност само со ВМРО. Би го продолжила патот и кон СДСМ, односно кон предходните гарнитури. Бучковски, можеби и Црвенковски. Што мислите вие за тоа? Или ќе речеме секој криминал треба да биде казнет, или нема да имаме борба со криминалот. И јас апсолутно затоа и не шпекулиравме низ изборот на предмети, како излезе вечер следниот ден, еве за Маđар Телеком мене ќе ме ловеле и сето тоа покажува дека само тие кои што имаат нешто направено се плашат од истрагите. Ние не се плашиме од истрагите. Без разлика како да тргнат, без разлика во кој правец да водат. Дали сакате да кажете или сметате ли дека оваа држава ќе оди напред, онака како што посакува целата критичка јавност, прогресивна јавност, доколку сеот криминал биде се стави крај на криминалот, макар тоа потекнувал и од вашата партија, но и од власта. И вие, и јас, и многу други останавме во оваа Македонија. Зошто? Заради тоа што сакаме да биде подобра држава. И затоа што сакаме и ќе бидеме оптимисти дека некои вакви промени мораат да се случат. Че мислам дека не е прашање на дали, мора да се случат вакви промени, за да ова биде попристојно место за живот на нашите деца. И стварно сме убедени дека кога ќе стане јасно на сите дека никој не може да биде однапред амнестиран, дека никој не може да биде заштитен од политиката, дека институциите мора да го направат своето, дури тогаш граѓаните ќе се осетат како своји на своето и ќе осетат дека ќе се поправа државата. И затоа јас морам да бидам оптимист, заради тоа што инаку сите ќе се спакуваме и ќе заминеме. Не се плашите ли дека ќе биде ова ваша изјава протолкувана дека му вртите грб всушност на Црвенковски? Не, напротив. Оваа изјава треба да биде сватена дека сме сигурни дека луѓето во СДСМ не се плашат од правда. А дека тие поединци кои што направиле нешто, и при тоа не е наше тоа да го кажуваме, дека тие не го работеле тоа за СДСМ, туку го работеле за себе. Јас сум убедена дека и луѓето кои што јавноста ги врти, и тие посакуваат фер истрага. Затоа што да се испере љагата, веројатно. Не, видите, сите со љаги излеговме 101 овие години. Зошто заради тоа што станува збор за љага или можеби за навистина некои дела кои се направени, говорам за Катица Јанева за сите дела. Како политичка партија ја испративме таа порака, дека нашата цел не е да има истрага за да се истражуваат 5 мина, 10 мина. Нашата цел е да има истрага за да Македонија се испере, а не да биде ова сведено на, како да кажам, само обична политичка битка. Ниту пак одмазда кон ВМРО ДПМН. Па видите, партиите не се, како да кажам, не се личности. Внатре има многу луѓе. Јас сум убедена дека и во ВМРО ДПМН има луѓе кои што се честни. Зошто тие да ја носат на себе љагата на оние кои што одлучија се да испоганат? Се присетувате ли на некое име која велите можеби има во ВМРО некој чесен? Кога би почнала јас тоа да го правам, ќе станам иста како нив. Со правдата не се лицитира. Секој оној за кој што истрагата или истраги нема да покажа дека е виновен, ја не можам да го прогласам за виновен. Меѓутоа, убедена сум дека како што има луѓе во сите партии, честни, коректни, со желба да ја помогнат на државата, такви постојат и во владеачката партија. Проблемот е дека кога имате корумпиран врв, таа корупција многу брзо се шири. И треба да и се помогне и на Македонија, треба да и се помогне и на таа политичка партија да се чисти од таквите луѓе кои што си ја ставиле значката на ВМРО и велат, сега ова ми е дозвола што сакам да правам. Не е така. Добро, јас благодарам што бевте гости. Ви благодарам на поканата.